како да се шири пламен во градиве. Те молам извади ме од лудило. Те памтам добро во последен збор. Биди ми добра, биди ми храбра, а не ми е добро кога ме касна кора. Ей, се ми се собра, се ми се собра, се ми се собрало. Ке помине болест, ке помине страст, ке помине време, дур најдам баланс, ке помине години полни со тага, ке помине некој со истата лаг, ке помине се, но ке остане една песна што проклето ме подсега на нас. Нашата песна свири и пука во срце, како да смири, да не мислам на тебе, да не болат рани нашата песна свири и пука во срце, како да се шири пламен во градиве. Те молам извади ме од срце не вира, за кого умира, за кого себе дала и се изгубила. Од твојот троја би пробала, 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 макар жива не била, никад не бите. Нашата песна свири и пука во срце, како да свири, да не мислам на тебе, да не болат рани нашата песна свири и пука во срце, како да се шири пламен во градиве. Те молам извади ме, а срце не бира, за кого умира, за кого себе дала и се изгубила. Од твојот троја би пробала, 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 макар жива не била, никад не би те продала. Каква песна, еј. Јако. Како го ни легна како за почеток, а? Да ти кажам право, имав слушнато оригиналната верзија, тоа што излезе уште, и баш правив ми со тајзи муавет за гостување некој, ама не би по телевизите последно, и не ми фати толку за уво колку што ми легна сега вака акустично некако, не знам оти, ама си лежи песната. Да, знаеш како во последно време сите песни што се мои нови песни што ги објавувам, гледам прво да звучат акустично, значи да го имаат оној мелодичен дел за кој ќе ги изведувам во живо, а најчесто ги изведувам во живо, нели? Постојано настапувам секој викенд и многу ми е важно да звучат во живо, а после студиски. Нормално студиски треба да биде перфектно да се погодат сите ефекти, да се стави во оној муд кој што го носи песната, ама многу е важно акустично да звучи како што треба. Дефинитивно. Техничкиот дел е битен, ама овој дел е побитен, чувството. И затоа стално те фалам, уствари, ти имам спомнато и на други емисии дека ретко кој од луѓето што свириме на свирки, јас пример заборавам, ќе се занесам во журката, она, ако успеам една песна моја арно, ако не и така некако ми поминва времето и на крај, јаве не направив. А кајте уште пред 100 години кога бев на свирка, си ја почна таа песна, си ја испеа, другиот пат пак си ја почна кога дојде Битол, третиот пат веќе сите ја пеа, луѓето викам, види шувој, многу е поубаво ги си пееш така твоите се песни. трасира некако патеката, ама знаеш, и мене ми се случило многу пати да завршам некој настап и да не отпеам некои мои песни.
и да ми дојдат луѓе од публика да ми прашаат ама зошто вечерва не опат баш таа песна ја чекав ми стално ми е криво, знаеш, што едноставно ете така се случило и мене ме понела атмосферата или не знам сум обрнала внимание на некои други песни за журка повеќе, а моите нели претежно се малце повеќе баладични песни оние постарите и можеби затоа не сум ги имала предвид за репертоара, ама ете затоа си ги поправам грешките на следните настапи и вметнувам по некоја песна која што не сум ја отпеала на последниот настап. Ама и убаво е тие баладичните па на крајот легнуваат скроз за да ги распеш луѓето сите. И не само на крај, некаде и на половина на настапот добро е, нели, не може се да биде во едно брзо динамично темпо и на публиката и треба одмор и нам ни треба одмор, така што добро е да спуштиш некојаш. Јас имам една традиција со бендот, секојаш околу 12 пееме нешто баладично, обично нешто моја, ама знае да биде и некоја друга македонска песна, не знам, можеби Evergreen или некоја песна од колеги мои, така што менуваме, се сакаме да биде различно, ама гледаме да биде фокусот на македонската музика. Браво. Тоа ми е исто многу мило, да ти кажам право. Од едно време, и то често го правим, дека едно време имаше еден период пред, да речеме, 10 години, кај што се пееше македонско, ама неколку песни, и пример, нешто странско, нешто македонско, и одма се вртеше на почеток се пееше кога не слуша. Така. Дур не се расположени луѓето, и после дај нешто поживо, да то поживо обично значеше нешто по северно соседски. Ама добро, мило ми е што се практикува македонската музика. Мислам дека се случува една голема промена од тој аспект. Низ сите градови гледам дека публиката многу повеќе сакат да слуша македонски песни, што особено ме радува. Можеби и тоа е резултат на тоа што во изминативе 3-4 години се пласираше доста македонска музика и од помлади и од нели веќе етаблираните артисти. И јас се надам дека само ќе не држи тој елан и дека се повеќе ќе се слуша македонска музика и ќе се пласира по радија и нормално мораме да ги поздравиме оние радија кои што 100% значи ја поддржуваат македонската музика и во најголем дел од денот и во прайм тајм пуштаат македонска музика што е особено важно за оние луѓе кои што се барем шофери и во кола те слушаат и мене искрено ми дошле многу пораки во текот на оваа година како ме чуле на радио или некоја песна која што ете можеби не знаеле дека е моја, за прв пат ја слушнале на радио и тоа на некој начин ти носи нови фанови, нова публика, нови слушатели, а да не збориме па за дигиталните платформи кои што се се повеќе застапени тука. Така е, ама видиш, има еден феномен. То скоро го зборавме со Принц, дека уствари кога ќе ти ја слушнат луѓето на радио песната, без разлика што денешно време интернет доба, демек телевизиите не се толку популарни радијата, ама сепак кога ќе ти ја слушнат на телевизија или на радио песната, некако поинаку ја гледат. Така и многу пати сум се прашувала зошто е тоа така. И си дојде до некој мој заклучок дека веројатно кој ја слушаш песната на радио се фокусираш само на музиката и на вокалот и на аранжманот и на се она што значи музика. Ако ќе ја пуштиш да ја гледаш со видео, па не знам ако тоа е продолжено видео или можеби не знам се раскажува некоја друга приказна покрај она што е песната во видеото, веќе знаеш вниманието е на сите страни. И почнеш да мислиш, чекај, зошто, која е логиката на приказната, како почна, како заврши, ајде да вратам на оваа секунда, на онаа секунда и некако го губиш печатокот само за аудиото, на радио се фокусираш само на песната и воопшто кога возиш мораш да бидеш фокусиран или на патот и на она што го слушаш и веројатно е затоа многу подобар печатокот. Да, исто не знам кај нас дали во продавници залишта и во молови се пуштаат некои радија македонски или имат плейлисти, а слушнав дека има пример во Америка некои радија што вртат специјално е тоа направено за помоловите да си врти и ако влези таму песна, многу често на луѓето му стануваат хит песните од некое такво радио што се вика не е толку популарно, ама врти во моло и уствари испаѓа дека многу повеќе вртат. Многу јако кога чекам на каса некаде или во некој маркет или во мол, кога сум со другарка или не знам со некои блиски луѓе и ќе почне моја песна на радио. Еј, твојата песна. И одма сите почнуваат нашата песна. Потивкома. И сите почнуваат да те гледат отстрана. Да. Мене ми се случи
на времето уште Скопје кој седев, другата во тебе кој излезе и хит на моментот и ја вртат на радио на място теретана, прв пат во животот влегвам во таа теретана, луѓенен тон и почнува песната и оставам јас бунеца и почнуваат да се вртат полека луѓето. Си се свртив круг, си направив, си излегов надвор, не знам, оти ми падне, но незгодно. Јас сум тоа. Да, бе, да, некако така ми дојде чудна некоја она, дали дека сите мажи беа внатре, дали не знам шо беше, така чудна атмосфера, некоја си подизлегов и кога заврши се вратим пак. Ама не, дефинитивно е убаво да слушниш нешто твое и ги поздравуваме сите радија што пуштат македонска музика. И се надевам дека се поќе ќе пуштат, се надевам дека и телевизиите вака ќе почнат малце да вртат поќе македонски артисти, ова, она. Никогаш доволно од Никогаш. проекти кои што ќе поддржуваат македонската музика. Дефинитивно. Абе види, значи сепак без разлика колку имаме странски примеси во модерната музика, сепак е тоа македонски продукт. И ако пример северниот сосед и јужниот и сите соседи околу нас знаат да си го ценат нивното, треба валјда и ние да знаеме да си го цениме тоа што од кај нас излезе. Да, музиката на новото време. Сакале или не ќе да прифатиме, значи некои стандарди мора да се менуваат. Музиката се менува низ цел свет, па и овде. Така што има доста луѓе кои што не сакаат да излезат од тој шаблон на музика кој што ја сакаат, ја познаваат, тоа е тоа, таа е добрата музика, таа е квалитетната друго музика. не чини. Се друго не чини и според мене тоа е погрешно затоа што ако има маса на луѓе кои што ја слушаат таа музика, тогаш значи веројатно е тоа нешто ново, нешто модерно и сите треба да гледаме во тој правец. Така. Јас гледам дека пример кај нас е потешкото да го наметниш. Во Да. светот луѓето не се замарат многу. Без разлика колку се возрастни, слушаат се од на времето до овие новите сега Џастин Бибер, добро и тој веќе не е нов, ама Да. се слушаат. Што и да му свириш музика, да речем, од нивно поднебје, си ја почитуваат, си ја сакат, не ги делат на стара, нова или на нешто, Ама и добро, тие вајда. експериментираат многу Да. се смели во она што го прават и веројатно тоа и ги прави успешни, знаеш. Многу е тешко кога ќе направиш, не знам, многу хитови во животот, мислам, веројатно е многу тешко кога ќе имаш, не знам, 4-5 албуми кои што ти се песна до песна хит и одеднаш ти експериментираш и правиш сосема поразличен албум кој што можеби и не е толку мејнстрим и не е за широки маси, ама едноставно така ти вели срцето и тоа го правиш и претпоставам дека се соочуваат со лавина на коментари кои што не се перфектни, кои што Така е. се и со хејт, и со поддршка, и со се. Меѓутоа, на крајот од денот таква ни е професијата, некојаш Така е. треба да направиш нешто поразлично, па макар и било протолкувано како грешка од страна на публика или не знам на музички критичари, едноставно тоа е добро за унапредување и за усовршување на секој еден пејач, артист. Дефинитивно. Ама видиш, може ќе биде неуво, може ќе испадни Gangnam Style. Братот имаше Да. 7 албуми, па извај да. Gangnam Style и стана човек. Така е. Звер. Многу длабоко му влеговме некако младето човече. Дај да направиме некој Ние да музиче не се завршиме. расположиме. Па ти кажам, бега времето. Дај да направиме некој музиче да се Ајде. расположиме малце, оти да не речат луѓето, ој лабаво, многу некако напнато ни дојде. Што сакаш да свириме? Ај за дождоите што За дождоите? Леле, ама нова времето ексик, сега дождови врнат, сега сонце гре и са таман дождови врнете, ако ви се врни, ако не, терајте таму, има време на есен. Ајде. Та беше демол, така да. Дождови, врнете, никој да не ги гледа созиве, што за тебе сами течал, ноќите веќе никој не брои ноќите во кој тебе јас те немам, ни буке од рози, не тебе сега, ни океан и сози, не тебе сега, ни буке од рози, не тебе сега, ни океан и сози, не тебе сега, кажи. Испадни човек, не види косите мажи, лажи да дојдеш, до срце да дојдеш, и пак по старо, рани ме, оди кај некоја друга што ќе ти даде се. Рани ме,
рози, не те бере сега, ни океан и солзи, не те вале сега, кажи. Има ли проблем, има ли проблем, не бегај ко сите мажи, лажи, лажи да дојдеш, до срце да дојдеш, и пак по старо, рани ме, рани ме, рани ме, оди кај некоја друга што ќе ти даде се. Рани ме, рани ме, рани ме, па и последно дај дождови, врнете никој да не гледа, солзиве што за тебе сами теча, ноќите, веќе никој не ги брои ноќите. Дождови, врнете никој да не гледа, солзиве што за тебе сами теча, ноќите, веќе никој не ги брои ноќите, во кој тебе останема. Многу убаво звучи. Да ти кажам искрено, песнава едно време кој излезе, жената одум извади. Значи тоаш па тој период патувавме многу со колата наваму натаму цело време и патуваш са за Истанбул тргнати 10 сати, ќе сврти дождови, ќе сврти некоја песна, пак врати на тоа. Дождови, деве реков аман дождови. Го оттепавме песничето, значи ептене замераке скроз. И првично сакав малце побавно да почнава ме натера таква енергија има некако ме натера да го врзаме малце. И таков беше впечатокот на првиот впечаток на сите кои што ја слушнаа, некако ми јавуваа во коментари, значи не можам да извадам од глава од кај се појави. Од сите страни дождови ми излегуваат. И многу ме радува што е така, особено затоа што Дождови е песна која што толку непланирано се случи, толку спонтано. Така е најубаво. Значи буквално со Лаза бевме договорени да се видиме во студио и да работиме на едно демо кој што го имаме веќе, не знам, можеби повеќе од година дена. И никако да го довршиме, ќе одам, па ќе ми се погоди, па нема да ми е мене денот, па нема да му е него денот. И така беше и тој ден, повторно пробавме, повторно не одеше како што треба. И цело време нешто се контравме, не јас тоа не можам, тоа ми вели не можеш, само треба да пробаш малце повеќе. Стандард. Да. Стандард напред назад и на крај пред да си одам, значи секогаш се случува пред да си одам. Буквално бев со ташната на рамо, чекај малце, стој. Мислам дека знам што треба да правиме. И буквално, значи само го отсвирува првиот акорд и јас почнав и од тоа што се случи целата песна, значи буквално текстот го напишавме, па не знам. Се одеше вака пребрзо, преинтересно, преадреналински, значи не сакав, буквално не можев да спием после таа сесија во студио, толку беше јако. Обично чувството. така е, да. Кога ти е чувството силно, не можеш да заспиеш после. И тоа е оној печаток од песна кога при секое повторно слушање и понатаму кога отидов втор пат во студио да ја доработуваме, да снимам некои вокали, значи пак ми беше истата енергија и буквално не сакав да престанам да ја слушам, му викам, значи не ми ги намалувај звучниците, сакам постојано да ја слушам. Постојано има нешто на што се навраќам, нешто што сакам да го слушам, значи и од едното и од другото, па некои други фреквенции, знаеш, тоа е оно што те понесува со песната. Браво. Баш ми е драго. Мерак ми е вака кога слушам ти, го знам точното чувство, особено кога си в студио и од нигде го излези нешто и после сон не те фаќа. Верувам, ти си автор на многу песни и веројатно е уште посилно и поизразено чувството кај тебе кога, нели, музички го познаваш сето тоа што го правиш. Да ти кажам искрено, без разлика факултети, музики, чуда што имаме поминато, обично кога се создава, не мислиш на тие работи и го правиш нештото како што ти дојде од душа. И кога се залепи некојаш од нигде, нешто што нити ти паднало, онак случајно го си го нагодил. И онака седиш и не можеш, и кој те фати таа енергија, после тоа и стално го правиме муабетот со жената, добро, оти не спиеш, ќе стани пример таа во 6 дана работа, јас уште таков
нешто си пишам си. Шо ти е, ми вика, не знам, му викам така, ме носи едноставно музиката и си има случвано. Артистите се вечно неразбрани луѓе. Не трудете се да ги разберете, едноставно нема начин. Дај се да маниме на песна, но пак влегнаме во длабокото ова. Дури пијачка вара муабетот. Следнава се вика Одговор, една од моите првата всушност песна која што моја авторска и музика и текст. Е многу емотивна, ај ќе слушнат сега гледачите. Ајде да видиме сега дали ќе погодам. Сакав да те сватам, си има тешки денови, но не мислиш ли дека себично е јас да плаќам? За тебе дадам се што другите не сакале, никогаш од љубов доста. Те сватам, ти веруваш на гласини, не веруваш на очите што вистина ке кажам. За тебе дадам се што другите не сакале, никогаш од љубов доста. Тука ќе ма заврши. Нигде. Во шубо песниче. Малце ми фаќаше на моменти. Сав да ти влезам со пратечи си викам сумо, ќе го љуфниш текстот, ќути. Поарно ќе расипиш песната. И на моменти ми идеш и акордите да ги љуфнам, од што се замислував малце, ама не знам дали ти се случва теа многу пати. Тоа е добро, значи си се внел во песна. Да, многу пати знам да се занесам.
и да се изгубам што се вика во И моментот. да сгрешиш текст. И да, и ќе се замислам на нешто, дали во гитарата, дали во песната, во хармонијата ќе ме мани некој момент или нешто што би можел да го направи или појма нема. И толку. И ми се има случај, например, песни што милион пати ги имам испеано, моите, например, пепел да ги направам после текстот, Се ама случува, нема да. врска, да. Кажи ми ти, пошто си ги пееш твоите песни на свирки, знам дека многу често пееш и песни од Тоше. Мислам, сите пееме песни од Тоше, фала Богу. Дали ги сакаш поќе тие песни од Тоше, што се по небитно од кој албум се, ама што се малце по комплицирани, или ти е небитно што е од Тоше го ќе е битно да се пее нешто од Тоше? Пошто јас, например, овие едноставните што ги знаат сите, ми се нормално дека ќе Па ги и испееш. затоа мислам дека, знаеш, кога некоја песна постојано се слуша, постојано се пее, некако не ти е толку интересна како оние другите кои што се музички многу големи, а не се, да кажеме, толку популарни колку некои други, и тоа е сосема нормално, веројатно заради тоа што сите оние песни кои што се мејнстрим се со таа намена за да бидат мејнстрим, се, да кажем, со поедноставни хармонии, со помалку акорди, за да може, нели, широка аудиториум да ги прифати, да ги пее, да Полесно ги да ги памти прифати. лесно. Така. Меѓутоа, нас, изведувачите, пеачите, ни е некогаш многу поинтересно да слушаме добра ритмика, да слушаме добра хармонија и тоа да е она што ќе те привлече до песната. Еве, например, мене ми е едно од домилените за изведба Место на злосторот, ги обожавам, например. Стоповите во Одлично, песната, да. ги обожавам Одлична интрото песна. на песната. Текстот е сосема необичен. Има некои моменти кои што ме привлекуваат, кои што, да кажам, не се ниту е приказната искористена како приказна во други песни, не сум ја слушнала, значи не е Да, клише, да. тука е нешто сосема ново, а и музиката е многу поразлична од се друго што сум слушнала и тоа некако секогаш ми е било предизвик. Па така и за мои песни кога правам, многу често се случува да направиме нешто кое што е условно да кажам покомплицирано или потешко за при прво слушање да може да се допадне, меѓутоа тоа е она што некогаш сакам да го правам и кога ќе го пуштам на блиските, знаеш од прва да не им легне, па ќе кажат, знаеш, бе, претешко е во нешто, кој ќе го слуша, кој ќе го пее. Ама во тоа се гледа и големината и на талентот и на артистот, некогаш мораш да направиш нешто што е онака баш грандиозно, за да те доживуваат како грандиозен пеач. Дефинитивно. И тоа е уствари вечната борба на музичарите кои треба да прават нешто што е мејнстрим. Да. Пошто ти како музичар сакаш да го направиш нештото што поубаво музички, а што поубаво музички не значи дека ќе биде поубаво прифатено од публиката, напротив, многу пати наједноставните работи се прифаќаат многу лесно, особено денешно време, пошто вниманието на луѓето е колку едно стори, да речеме. Така што многу комплицирање, многу пати знај да биде да не помини едноставно кај луѓето, Да. ама па на крајот на денот ако ти прави тебе мерак, некојаш треба и мерак сигурно. Да, знаеш како во последниве неколку месеци размислам на таа тема и сфатив дека можеби не е толку важно дали ќе биде комплицирана музичката тема, дали ќе биде комплициран текстот. Важно е да бидат компатибилни музиката и текстот. Значи, Така е. проектот да биде проект во целост. Значи, многу пати се случува да некои песни имаат одлична музика, меѓутоа текстот не се допира, едноставно не го доживуваш. Или обратно, одличен текст, музиката не се совпаѓа со текстот. И тука имаме голем проблем, особено во Македонија, зошто кога некој ќе не праша или зошто толку многу песни се направени, а не можат да станат хит. Веројатно има нешто што композиторите на одреденото парче или авторите, пеачите го пропуштале во текот на создавањето на песната и тоа нешто може е ситница што фали, ама тоа е тоа што фали за да песната прерасне во хит. Пошто ако земеме од странската сцена, еве од Бруно Марс, ова што беше на светските топ листи прво место со Silk Sonic, значи тоа е ултра комплицирана песна, аранжмански ако ја гледаш. Да. Меѓутоа, така убаво го склопиле, совпаднале, го склопиле текстот со песната,
Значи, ако музиката е покомплицирана, ставиле малце поедноставен текст кој што може да ги привлече младите и некако сето тоа е како целина компактно и затоа има успех. Има нормално, има фактор тука и маркетинг и промоција и колкав буџет нормално се пласира за таа песна, меѓутоа примарното нешто е да бидат компатибилни музиката и текстот. Тука ни е нас, мислам, главниот проблем. Многу малце текстописци имаме во државата и многу малце оние кои што пишуваат текстови знаат како на вистински начин да го кажат, а да биде разбрано од сите. Така, да ги допрат луѓето. Вистинските зборови да ги одбереш. Тоа е најтешкиот дел. Најтешкиот дел. Најбитно е да погодиш енергијата, да ги погодиш луѓето во моментот во кој што се така мислам јас барем. Да, и она што ни фали, мислам, нам најмногу е тимската работа, знаеш, во Македонија го нема оној момент на собирање во студио на 10-15 луѓе кај што секој може да даде идеја, секој може да придонесе за проектот и тогаш се прави многу лесно. Така е. Еден збор да дадеш некому, да му кажеш, ќе го инспирираш да направи нешто што можеби на друг нема да му текне. И така се прават, и затоа и се Бруно Марс и компанија, се прават, такви хитови. Така. Мислам, кога би биле сите поотворени за соработка, кога ќе нема его, кога ќе нема, ама ова е моја песна, ама ова е мој текст, ама ова јас го кажав, ова ти го кажа. Ама јас толку проценти, ти толку проценти. Да, кога нема калкулации во нештото, обично секогаш е успешно. Еве, например, кога ја правевме соработката со Тајзи, буквално бевме јас, Лазар и Тајзи во студио и делумно песната беше направена до некаде, ја немаше мојата строфа, немаше дел од неговиот текст и се договоривме да се видиме во студио и да ја финиширам. И не можем да опишам каква, значи, фузија буквално се спои се создаде меѓу нашите енергии, да веднаш се пишува текст, веднаш се мисли нова мелодија која што ќе биде поразлична од она што е интрото на песната и онака сите тројца стоиме и се чудиме од каде излезе ова. Како воопшто ни дојде на памет, претходно сме ја имале песната, а никако не сме можеле да го завршиме. Затоа никогаш не можеш да кажеш ова е моја песна, ова го направи сам. Не, го направиле сите кои што биле дел од проектот. Така. И без разлика, не само аудио, значи нашата песна не би била тоа што е да не бил видеозапис од Даниел Јовески, неговата режија, значи како тој ја замислил песната, како ја прераскажал приказната преку текстот кој што го слуша преку музиката, значи сето тоа е заеднички успех на сите. Дефинитивно, шубо си го каже ова, ако кажам уште нешто ќе го грешам, така што супер, вистина е така, факт е дека е така и треба дефинитивно егото што го има на сцената наша малце да се расчисти, пошто нема поента да го има. Тоа его не е его заради не е особина его на човек. Туку тоа е она его од незнање, од неискуство. Така. Кога човек едноставно нема прилики да соработува, нема прилики да се дружи со колегите, со соработници, не знае ни како, можеби сака, меѓутоа не знае како да пренесе дел од себе на другиот. Дефинитивно. И кога би имале повеќе искуства такви, кога би се дружеле повеќе, би биле многу поопуштени и би немало его кај никој. Кога се поотворени луѓето, дефинитивно поголема соработка ќе има и поќе музика. И мене и тебе ни се случило безброј пати некој да не сретне на улица и да ни каже: "Бе, јас мислев ти си ваков или таков, дека си поарогантен, дека си позатворен, дека..." Скоро секој пат, да. И кога ќе те запознаат малце подобро, сваќаат дека воопшто нема никаква врска таа нивна перцепција, меѓутоа тоа е така заради тоа што гледаш од некој друг агол, не го познаваш човекот, па така и во музиката, кога немаш соработка со некој, кога немаш близина, кога не знаеш како размислува, најлесно е да кажеш: "Бе, остај го, знаеш, его има." Така е. Ова треба да го завршиме сега со една песна од Тошот и... Да, ако продолжам ја со муавето, скроз е многу в муавете, ама ќе направиме уште малце сат емисијата, затоа да го завршиме со една песна. Се договоривме инаку повеќе да пееме, повеќе да зборуваме, ама испадна обрат. Ма така сме како луѓе, ама и одамна се немаме видено, затоа така. Што ќе направиме од Тоше сега? Ајде,
Една за мене, пошто сум малечка, малечка, точе. Ото така те вика мажот ти низ дома, малечка. Не сме да те викни малечка. Маче ме вика маче. Мало маче. Кај смеам јас малечка да речам одно вака ќе ми застани жена. Се ша. Таман работа. Од кај малечка? Од Хамул? Адреса не знам ни број, каде си ти? А јас сум уште твој, каде си? Хеј, љубов, ме гори малечка. Признавам виновен, повреден, победен, живеам спомени. Срцата помни, а утрото звони со љубовен звук, еден за друг. И како празник секој почнуваше ден. Бакнежи прегратки, очи насмеани, помниш ли се што имавме? Премногу среќа за да ни потрае. Миливо и потрошно Долго акорди, за тебе сум подстанар во срцето крај на љубов. Ме гризе малечка, вака заборавен, откачен, отфрлен, живеам успомени. Срцата помни, а утрото звони со љубовен звук, еден за друг. И како празник секој почнуваше ден. Бакнежи прегратки, очи насмеани, помниш ли се што имавме? Премногу среќа за да ни потрае. Срцата помни, а утрото звони со љубовен звук, еден за друг. И како празник секој почнуваше ден. Бакнежи прегратки, очи насмеани, помниш ли се што имавме? Премногу среќа за да ни потрае. И тука Премногу среќа за да ни потрае. Бо, шува песна, многу акорди има, цело време отворам уста, Thank you. пратејќи ја запевам, од ќе ги думам акордите, ќу ти реков, ќе изгрешиш се. Многу. Таков ми е, Едно дено ми и таков некако збунет сум цел ден, ама овие песните има неколку од тоше, што и мене ми беа омилени како дете. И направив јас една-две посложени. Имав една, првата ми се чини 14 акорди имаше, 4 свира. И тие што со бендот што свиревме, Така е, 4, така. доста се бате, ти што кладаш таму, вако бил, тако До негде да 4. звучи. Да, и многу ми е мерак кога има вакви песни, само што пошто ја немам од кога немам слушнато и сега ми дојде некако многу со мислење. Свеже. Да, јако. Еј, човек, треба почесто правиме емисии, пошто многу имаме за муавет, јас и ти. Се должат многу емисиите вака. Не за друго, ќе свика некој од таму, ќе речи, чекај, јас имам емисија за снимање. Може заеме времето. Фала ти многу што дојде. Фала на покана, многу ми беше мило. Многу ми е мерак што си работиш со полна пара и што правиш вакви песничиња убави и да си ги свириш стално, пошто стварно се хитчиња,
Не дека гостинка мидиш или нешто са ќе си правиме лице тука, едноставно така е, факт е тоа. Фала ти многу. И многу ми е мерак што си стално отворена за дружба и за свирење, за пеење, за сите работи, за соработки за такви работи. И се надевам дека се што сакаш понатаму ќе ти се исполни тебе и на Малио, јас Малио ќе го викам мажот ти сега да види тој како е, ако поголем од мене. И се надевам дека се најубаво во животот, така некако ќе го завршам, пошто не знам поки што зборам Многу, денес. Виктор, ние сигурно ќе се видиме пак. Дефинитивно. Се да. надевам со нови проекти. Ти посакам и тебе се најубаво во животот. Знаете колку ве сакаме со и тебе и Милена заедно со сопругот, така што Ете. да се дружиме почесто, да си пееме, па може би Дај и некоја песна ќе направиме заедно. Дај Боже, Никој ще тука се сме, знае. студиото отворено е, не е проблем. Фала ти Фала ти многу. многу. И дечки, фала ви вас. Се надевам дека ви бевме лабави. Ако грешивме нешто, проштевајте, аз малце со гитарата денес таков ми е ден, ама дека не делаве, дека лабаво. И се надевам дека пак ќе ни дојдите на лабаво наредна недела во 18 часот и ќе се дружиме. Поздрав и имајте убав ден.